се грижи за исхраната. Имаше во да, војската, но го раскинавме тој тој договор. Го раскинавме, да, и судска постапка има, каде што, ако не грешам, 28 војници, јас само што станав министар во тој Да. период, 28 војници беа, би рекол, отруени. До тој степен каде што отрување добија од... Јас не сум тој што треба да констатира си има институции нормално, но тоа е упад во борбена готовност на една армија. Другиот ден повторно се случи и поради различни сегменти од договорот ние го раскинавме. Дури бев повикуван и од политички партии, од јавност, од новинари. По целосна анализа направено беше од сите единици го раскинавме договорот. Согласно законот, ние имаме право и колективниот договор можност да им даваме на секој вработен дополнителни средства. И сега повеќе средства се даваат на вработените него што чинел пакетот месечен за храна. Добива секој вработен средства. Да. Пари добива секој месец. Неисплата храна и... Така. Да. Тоа е околу 7000 денари од човек што му се дава и ние сме една од ретките институции што сите вработени све земаат, но за единиците каде што мора да има оброк, постојано кујните работат, така натаки. И тоа ќе биде чекор да ги обновиме сега сите кујни, каде што има крововите ги обновуваме зашто не биле сменети Господ знае од кога, и тоа го правиме, ќе се обноват сите кујни, нови кујнски апарат, се ќе се прави, но паралелно колку што дозволува буџетот. И мора така да се прави. Дури размислуваме и го правиме за нови капацитети, нови објекти, скрос нови, не само реконструкција. Сега се прави нов капацитет за возилата, за животи возилата во една од касарните. Правиме нов магазин со видеонадзор за нашата опрема, целосно нов капацитет правиме. Доста работи ги се случуваат, проектираме и така на домот на Арамак чекаме да заврши, хотелот Чар проектирањето да го започнеме. Но паралелно проектираме. Ако немате проекти да аплицирате, тогаш е проблем. Да.